čoveči pravi mi. Tu čaka me sloboda i čoveči pravi Svetog kraj nas ni sprema, ama nas da ne snema. Znajte gospoda, nema nikoga. Duri zvezdi se pala, hrabri sinoj se rađa. Ti će posvojiš Makedonijo. Dušmane džejko zema, i vopirine nema, veće nikade od ogništa. Bože mora li vaka, znaješ zemlja se saka, isto kako i čedo to. Ako uštemite delat, ako uštemite graba, što će ostane? Da li kretva bila jaka, da je večna ta marka, zemljo kaži mi. A ne dam cveroj što vija, stari kampani bija, ne te dava me Makedonijo. Duri zvezdi se pala, hrabri sinoj se rađa, ti ke postojiš Makedonijo. A se prašuvate sigurno i ne prašuvate veke,
Зошто на ваков начин ја започнуваме денешнава емисија на македонски корени. Стрпете се малку. Ќе ви кажеме, но најпрво да ве поздравиме, да си кажеме здраво живо. Здраво, почитувани, здраво, драги фанови, подржувачи на македонски корени од Сиднеј. Еве не на самиот почеток, на уште едно другарување со македонски корени. Причинува задоволство, како и секогаш, да се биде со вас, драги наши, да се ужива. Желба ни е да земете учество и денес, реагирајте, коментирајте, споделувајте и секако уживајте со се што следува на агендата на македонски корени. Останете со нас, со Јони Бети Треновски од Сиднеј, за да уживате. Добро ви вечер, добар ден и добро ви утро, почитувани. Добре ни дојдовте на уште едно заедничко другарување во следниве неколку часа. Мило ни е што и денес сте ја одбрале оваа фреквенција и заедно со нас, како и со сите оние кои го почитуваат и сакаат нашиот род, нашите песни, ора, традиции, како и се што има македонски корени, вклучувајќи ги го и нашиот род, како што реков, и јазик македонски. Македонија била и постоела од памтимека, постои денес, а ќе постои и во иднина. За сите вие кои првпат се дружите заедно со нас, да ви кажеме дека ова е најдолгиот и најширокиот мост, наречен македонски корени, мост кој не поврзува сите нас без разлика каде и со кого и да сме. Ви благодариме што сте заедно со нас и денес. А сега за она што се прашувавте и што не прашувате. Што станува со Јони Бети? Зошто така ја започна македонската програма денес? Залепената уста е знак на молк, сите тоа добро го знаеме. Но не затоа што ние сакаме да молчиме, туку затоа што некои други сака да молчиме и пробуваат се за да дојде до тоа. Но, како што на сите вас ви е познато дека, во последниве 26 години ние не молчиме и денес. И нема да молчиме и во иднина, туку напротив. Ќе говориме и ви гарантираме дека нема да дозволиме да не замолчат. Нема да дозволиме ни самите себе да се замолкнеме, како да не постоиме, како што некои други тоа го прават, а во името на некаков си наводен патриотизам се самоодрекуваат. Сите изминати години, кога на власт биле овие од СДСМ, во минатото докажала дека е корумпирана, а и сега секојдневно самата признава дека е крајно корумпирана, реваншистички настроена, предавнички препознатлива и пожално од сето тоа е што и насилно и незаконски е инсталирана, и тоа користејќи ги купишта лаги и измами кои секојдневно им излегуваат на виделина. Скоро на сите претходни влади на СДСМ и нивните коалициони партнери, измамата и предавството им е најголемиот дострел и достигнување, а реваншизмот и заканите препознатлив метод на владење. Другиот аспект кој беше одлучувачки денес да започнеме емисијата на начин на кој што ја започнавме е односот и размислувањата на поединци кои наводно се борат против оваа ненародна и предавничка гарнитура, односно измамничка влада, е фактот што се повеќе дури отворено таквите така наречени борци за Македонија во името на таа нивна борба за Македонија всушност одработуваат за власта. Таквите ликови многу успешно со користење на методот за хумор и вулгарности, како да се неатерска бина Божем, го привлекуваат вниманието на јавноста, а меѓу нив има поприлично и луѓе познати во македонската јавност, во татковината, но и во диаспората, кои се залепија како на мет и веруваат на тезата дека ние од диаспората треба да бойкотираме и дека не треба да се пријавиме за пописот, кој попис може да се направи преку електронскиот линк на Државниот завод за статистика. Тоа и не е толку страшно ако само оние на тоа останат и да живеат со тој срам, дека дозволиле некој да ги излаже и да ги насанка, се до оној момент кога сами тоа ќе го видат откако ќе се разбудат од длабокиот сон или од заблудата и желбата за одмазда. Пострашно тоа е што тие и таквите пробуваат да ги убедат останатите за да не се пријават и запишат. Не сваќајте дека на тој начин одземаат, односно откинуваат дел од обединетиот корпус, намалувајќи ја силата во борбата против оваа гарнитура која засега владее во Македонија, а која за жал и пред очите на сите нас ни ја распродаваат државата и се што е македонско. Ни го распродаваат најсветлото и најсвоето.
Не верувам дека има некој кој верува на оваа владеачка гарнитура, но веруваме дека некои кои се присилно приморани да им веруваат влагите и манипулациите, затоа што ги довеле до зависност за едно парче леп, за да ја си ја прехранат фамилијата. Таквите ние ги сваќаме, но не можеме да ги оправдаме, бидејќи има многу други начини како да дојдат до тој потребен минимален денар потребен за да се преживее. На нас не е многу јасно дека овие од власта ќе пробаат да манипулираат со бројките од пописот, но исто така не е јасно дека во сите институции во Македонија има и луѓе кои од срце и душа се ја сакаат Македонија, и токму таквите, кога ќе дојде вистинскиот момент, ќе ги извадат вистинските податоци кои ќе бидат уште еден голем доказ од многите кои оваа власт, трасирајќи го патот за исчезнувањето на Македонија и македонскиот народ, ги злоупотребиле и ги фалсификувале. Многу пати од многумина слушаме како по социјалните мрежи повикуваат на агресивност и се прашуваат зошто да не. Одговорот према нас би бил следен. Насилството, лагите, измамите можеби денес изгледаат примамливи, но верувајте дека тие се минливи и невредни. Затоа ние сите треба да го правиме спротивното од тоа, а тоа е да говориме за јазикот, да говориме за македонското минато, дележината и еднината. Кога сме кај ова, сакам да споделам една вистинска случка, која што му ја слушал многу поодамна. Некој наш македонец од поодамна заминал по белиот свет, поточно во Америка, и поминале многу години и не се вратил човекот назад во Македонија. Неколку генерации покасно, некој корен од неговото семејство се одлучил да замине од Македонија и по подрака по човекот кој имал сознание дека заминал од подамна, успеал да стапи во контакт со него. Го замолил да го земи и него во Америка и успеваат во тоа. Човекот, пред да тргне за Америка, му се јавува и го прашува: "Те молам, кажи ми, што ти донесам како благодарност што ми помогна?" Овој му одговорил: "Не треба ништо, чедо, ама ако веќе си се одлучил да ми донесиш нешто, во тој случај донеси ми нешто што е најскапо." Овој се мислил што е тоа најскапо, зема малку земја од нивните ниви, ја става во една мала паковка и заминува. Кога пристигнал со бродот, царинарниците го прашале што носи, а тој ја отворил кутијата со земја и овие му ја истураат. Сето ова и оваа гледка се случува пред очите на македонецот кој многу одамна дошол во Америка и со плач во очите и грудка во грлото прошепотил: "Тоа е мојата татковина." Двајцата се наведнале и цел ден собирале грудче по грудче, прашинка по прашинка. Затоа, почитување на сите, дека треба да ни е јасно дека и секој пат да имаме наум дека најскапото, најсветото, најсвоето и најсветлото е татковината, односно родината. Почитувани, сакаме да се навратиме на една постара тема, ама не и толку стара. Тоа е темата за довербата, односно недовербата на владата на Заев, кој сам го постави прашањето за доверба на неговата влада и како што знаеме 61 пратеник позитивно одговорија на неговото прашање. Меѓутоа, се уште виси прашањето зошто тоа Заев така го направи. Првичните реакции и одговори на прашањето зошто тоа Заев го направи е да си купил 90 дена мир со изговор дека прашањето не може да биде поставено во следните 90 дена од денот откако на владата е изгласана доверба. Но дали е така? Во следниве минути ќе го кажеме нашето размислување. Сигурно сега се прашувате зошто не е баш сосема јасно што Заев сакаше да постигне. Спрема Уставот, забраната за повторно гласање за доверба на владата не важи ако опозицијата обезбеди мнозинство од вкупно број пратеници или 61 пратеник. Владата има право да постави прашање за доверба пред собранието, а се постапува според одредбите од деловникот кои предвидуваат гласање без расправа. Уставот не предвидел забрана за повторно барање на владата за да го постави прашањето за доверба или недоверба, ако смета дека е потребно. Овде се наметнува и прашањето што ќе се случи ако 20 пратеници побараат доверба на владата. Уставот нема дадено точно објаснување, оставиле простор за различно толкување. И земајќи го во предвид тоа
произлегува дека овие од власта ќе си го толкуваат дека 20 пратеници не ќе можат да побараат доверба пред истекот на 90-тиот ден од денот на давањето позитивен одговор на прашањето за доверба. Разликата помеѓу устното поставување на прашањето за доверба или недоверба на поставувањето на прашањето од страна на најмалку 20 пратеници е во тоа што во вториот случај се дава можност од 3 дена расправа, а потоа има гласање. Приметувате дека досега ја користиме формулацијата изгласување на доверба или недоверба. Се уште е нејасно како тоа новинарите, но пред се оние кои се сметаат за проопозицијски наседнаа на шарената лага дека Заев си обезбеди уште 90 дена владење. Зошто го велиме ова? Па затоа зашто во Уставот веднаш после реченицата повторно прашање за доверба на владата не може да се постави пред истекот на 90 дена од последното гласање за доверба. Има една друга реченица која гласи: освен ако прашањето за доверба го постави мнозинството од вкупниот број пратеници. Тоа значи дека не постои никаков рок од 90 или било колку денови во кои не може да биде урната владата доколку ВМРО, ДПМН или било која друга групација во собранието, вклучувајќи го и моменталното мнозинство, обезбеди 61 пратеник. Со други зборови, Уставот вели дека забраната не важи ако прашањето за доверба го постави мнозинството од вкупниот број пратеници. Тоа би значило ако ВМРО ДПМН собере 61 пратеник, може да и изгласаат недоверба на владата. На крај, за да нема забуни, на сите треба да ни е јасно. Тоа значи дека се поставува прашањето за доверба на владата, но се изгласува недоверба, зашто се потребни 61 пратеник или 61 глас, а не се изгласува доверба. Така што во сите приказни за изгласување недоверба за забраната од 90 дена и слично, се сведува на тоа дали има 61 глас против владата или немате. Почитувани, сакам само да кажам дека нашиот став околу пописот е дека треба да се запишеме од едноставни причини која е спротивна од оние кои не се попишуваат за да не му дозволеле на Заев и Ахмети тие да ги избришат. Ние со запишувањето сакаме да покажеме дека постоиме, дека не има, дека сме македонци и дека сме нераскинлив дел од Македонија и нема да им дозволиме да така лесно да си ги наштелуваат нивните предвремени договорени бројки. Се менливо и минливо, ќе дојде време еден ден да се дознае вистината, а тогаш оние кои одлучиле да го играат орото на оваа ненародна влада, ќе треба самите од себе да се срамат за таквата нивна одлука. Ако вака како нив постапувале сите оние кои ги дале животите за Македонија, денес немаше да го имаме македонското прашање, денес не ќе постоевме.